Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Но Бог. Видите, ако вие сте покорни на Бог, без разлика што ќе ви направи некој друг, ако Бог е со тебе, како може да биде против тебе и да направи некаква разлика? Ние сме благословени ако се покоруваме. И ние не сме благословени ако не се покоруваме. Знаете, луѓето денес велат, па според Новиот Завет Бог нема да те проколне. Тој не е таков Бог. Знаете што? Бог и так не преколнува. Ние самите си го правиме тоа. Тој рекол, јас ставам пред тебе благослов и проклетство. Ако го правиш тоа што јас ти реков да го правиш, ќе бидеш благословен. Ако не, ќе бидеш проколнат. Но никогаш не вели дека тој те проколнува. Тоа е наш избор. Ние самите си го донесуваме. Јас не велам дека секоја лоша работа што ви се случила или секоја неволја што имате е ваш неуспех. Воопшто не го велам тоа. Ѓаволот е жив на планетата Земја и работи се случуваат. Ова утро во Сент Луис беше минус 14 степени. Минус 14! И една од нашите печки реши да не работи. А јас бев спремна да заминам од градот и... Тоа не значи дека јас направив нешто погрешно. И така сега мојата печка не работи. Тоа само значи дека ѓаволот се обидува да ме разбесни во најстудениот ден од годината, кога јас сум спремна да заминам за конференцијата. Но тој не победи. Јас имав подобар план. Соблekов во моето палто, го загрев термофорот, имам греалка во автомобилот, ја вклучив и печката на дрва. Има време со Бог и ми беше многу пријатно. Се случуваат секакви работи. Но има разлика во тоа кога знаете дека нешто е погрешно во вашиот живот. Јас ги слушнав сите поучувања за верата, за да веруваш на Бог за ова и она и нешто друго. И знаете, конечно, со години и години, пред неколку години, конечно можам да речам, знаеш што, Боже, тоа не делува за мене. Што е погрешно? Јас ве предизвикувам да го прашате Бог што е погрешно во вашиот живот и да видите што тој ќе ви каже. Ајде. Боже, што е погрешно во мојот живот? Знаете ли што ми каже Бог? Тој рече, ти си себична. Твојот живот е се за тебе. Сите твои молитви се за тебе и што можеш ти да добиеш. Ако го барате и послушате, ќе јадете од земните добра. Исаија 1:19. Од Адам и Ева течеа реки еден момент, а следниот тие затрупуваа кладенци. Што се случи? Тие беа непокорни. Туку едноставно, Адам и Ева беа слободни. Тие уживаа во животот што Бог им го обезбеди, уживаа во Бог и еден со друг. Креативноста течеше, Адам им даде имење на сите животни. Знаете, имаше билиони само од бубачките. Не знам како тој се извлече од тоа. Знам, тоа звучеше сладко. И Адам им даде имење на сите животни. Знаете, таму имаше повеќе околу 3 или 4. Тие беа авторитет. Тие имаа авторитет над се на земјата. Бог рече, господарете, имајте власт. Можете да јадете од сите плодови, од сите дрва во годината. Има само едно нешто што сакам да го оставиш. Зашто таа една работа за која ни е кажано да не ја правиме, е работата што ние секогаш сакаме да ја направиме. Затоа што така работи непријателот. Тој им рекол да не јадат од дрвото на познавање на добро и зло.
Бог е толку добар што тој никогаш не сакаше човекот дури и да знае што е зло. Тој само сакаше тие да јадат од дрвото на животот и да дозволат тој живот да тече кон нив и преку нив. Така, ѓаволот, колку од вас знаат дека ѓаволот е вистински? Тој не е само карактер од денот на вештерките. Битие 2:25 вели: Адам и неговата жена беа обајцата голи и не се срамеа. Во првите 10 стиха од Битие 3, може ли да се фокусирате на 10 стиха? Но змијата беше полукава од сите диви зверови што ги создаде Господ Бог, и таа ја рече на жената: не мислите дека ѓаволот нема да ви зборува, бидејќи ќе го направи тоа. Работата што вие треба да ја направите да научите како да одговорите назад. И таа ја рече на жената: вистина ли Бог рече да не јадете од ниту едно дрво во градината? Гледате ли како тој го извртува тоа? Дали навистина Бог рече дека не треба да јадете од ниедно? А жената рече: не, ние можеме да јадеме плодови од дрвјата во градината, но Бог рече да не јадете плод од дрвото кое е во центарот на рајот. Не допирајте се до него за да не умрете. Овде доаѓа лагата. Вие сигурно нема да умрете. И рече змијата на жената. Сега токму овде беше клучната точка. Зева, потоа за Адама, потоа и за сите нас. Таа требаше да рече: ти лажеш. Бог не го рече тоа. Бог рече да не јадете од тоа. Затоа што Бог знае. А ѓаволот сака погрешно да го представи Бог. Зашто Бог знае дека кога ќе јадете од дрвото, ќе ви се отворат очите и вие ќе станете како богови, знаејќи што е добро и зло. Бог крие нешто од мене, за кое тој им сугерираше да јадат. Тој се обидува да ме задржи од тоа да добијам нешто добро. А јас можам да бидам како него. Тоа ги стави Луцифер во неволја. Јас ќе го издигнам мојот трон на тронот на Бог. Јас ќе бидам како Севишниот. Кога жената виде дека плодот на дрвото беше добар за јадење, убав на изглед и исто така пожелен за добивање мудрост, таа набра од него и го изеде. Исто така, таа му даде на незиниот сопруг кој беше со неа и тој јадеше. Сега, дозволете ми да исправам нешто. Ева беше обвинета за целата работа. Но може ли да ве подсетам дека Адам беше глава на домот? И тој знаеше што рече Бог. Тој требаше да каже на Ева веднаш: ти не треба да го направиш тоа. Подобро, покај се многу бргу, јас сигурно нема да јадам, бидејќи Бог рече да не јадеме. Но тој само си зеде и јадеше. Подобро да не кажувам ништо друго. Не биди маж кој сака да биде глава на домот кога ти сакаш да бидеш, а потоа кога ќе дојде до одговорностите, не сакаш да имаш ништо со тоа. И јас продолжувам натаму. Тогаш очите и на двајцата им се отворија и тие сватија дека се голи. Така исплетоа лисја од смокви и си направија облека за себе си. Тие почнаа да се обидуваат да си го покријат нивниот грев. Да, Имам една пријателка овде. Ќе дојдем да проповедам на тебе. Тогаш мажот и неговата сопруга го чуја гласот на Господ Бог кога тој одеше низ градината во времето на дневниот ветрец и тие се сокрија од Господ бидејќи беа исплашени. И така, еве што се случува. Кога ние правиме нешто што Бог ни вели да не го правиме, ние сакаме да се сокриеме од Бог. Стануваме исплашени, а стравот владее со нашите животи. Јона беше непокорен на Бог. Слово од Господа дојде до Јона, синот на Амитај.
Оди во големиот грај Нинивеа и проповедај против него затоа што неговите зла стигнаа пред мене. Но Јона избега од Бог и се упати кон Тарсис. Ако погледнете на мапа, тоа е точно спротивен правец од местото каде што Бог му рекол да отиде. Колку многу луѓе, јас се прашувам, одат точно во спротивната насока од она што Бог им рекол да одат? Не, никој од овде сигурно. Може би неколку луѓе кои ќе се осмелат да дојдат на црква, но вие се гледате преку телевизија. Вие гледате, барате и си мислите, јас треба да го проверам ова. Оди во големиот град Нинивија и проповедај против него, затоа што неговите зла дојдоа пред мене. Но Јона избега од Бог и се упати кон Тарсис. Тој отиде во Јафа каде најде брод што плови кон тоа место. Откако плати за возарината, тој се качи и исплови за Тарсис за да избега од Господ. Тогаш Господ испрати силен ветер над морето и таква страшна бура се подигна што бродот ќе се разбиеше на парчиња. Можам да ви кажам, за неколку минути овде ќе видите дека кладенецот на Јона дефинитивно се исушил. И Бог спреми голема риба. Кит ние претпоставуваме за да го проголта. И тој рече, ми се допаѓа ова. Во мојата неволја јас повикав кон Господа. Понекогаш опасноста која ја добиваме е подерок. Ајде, тоа е точно. Колку од вас го баравте Бог и влеговте во врска со него кога бевте во неволја? Аха, а колку од вас го имате повеќето од вашиот духовен раст кога бевте во неволја? Гледате, не проповедаме за тоа оваа вечер, мислам. Тој рече, во мојата неволја јас повикав кон Господ и тој ми одговори. Од длабочината на пеколот јас извикав за помош и ти го слушна мојот плач. Ти ме фрли во длабините, во срцето на морето и вода ме опколуваше. Сите твои бранови води поминуваа преку мене. Јас реков, отфрлен сум од твојот поглед, сепак ќе погледам повторно кон твојата светиња. Тој почнал. Токму таму тој решил да се покае. Сега гледајте што се случило. Ме притиснаа водите, бездната ме обкружи, со трева морска обвиена мојата глава. Мислам дека ова докажува дека вие можете да се молите секаде. Слегнав до корените на планините, земјата одоздола ме затвори за секогаш. Но ти, Господи, Боже мој, го врати мојот живот од јамата. Луѓе, вие може би сте биле непокорни на Бог и се чувствувате како да сте биле проголтани од нешто и како морската трева да ви обвитка наоколу главата, но ако се покаете, Бог ќе ве подигне повторно од таа јама. Кога животот ми згаснуваше, јас се сетив на Тебе. Господи, и мојата молитва стигна до Тебе, до Твојот свет храм. Оние кои почитуваат лажни богови се свртуваат од Божјата љубов за нив. Но јас со благодарствена песна ќе ти принесам жетва. Оно што сум го ветил ќе го исполнам. Јас ќе речам, спасението доаѓа од Господ. И Господ и заповеда на рибата и таа го поврна Јона на копното. Ме се допаѓа овој дел. Ако отидете до следниот стих, глава 3, стих 1 вели. И Бог рече на Јона, оди во Ниневија. Тоа е мојот омилен дел. Тој можеше да го одмине целото тоа за обиколување. Бидејќи Бог не се предомислува и тој нема да се предомисли и за она што ти кажал да го направиш. Амин. Сега еве уште една работа што ќе го запре твојот кладенец. Живење во минатото. Треба да го заборавиш минатото. Бог вели, еве, јас правам нешто ново. Јас ви ја кажувам вистината. Не дека не можете да ја запомните, но понекогаш ќе треба да ги оставите големите победи од минатото.
И ќе ви кажам зошто. Ако продолжите да се држите за нив, ќе нема да можете да сватите дека Бог има нешто дури поголемо од тоа за вас. Амин. Најголемата работа, што некогаш можете да ја запомните што ви се случила, Бог има нешто уште поголемо, но вие не може да продолжите да зјапате во минатото. Заборавете ги минатите гревови, заборавете ги минатите грешки, заборавете ги луѓето кои ве повредиле во минатото, заборавете ги дури и сите ваши минати победи, и заборавете го животот во грев кој го живеете, посебно работите во кои сте уживале во гревот. Јас се сеќавам кога излегува во петок навечер, каде седам и ја слушам Неизе и така натаму и така натаму. Ајде да ви кажем нешто. Поспаноста што ќе имате наутро ќе биде подобра од онаа што сте ја имале порано. Некој од вас е толку далеко отидени со Исус, вие станувате рано наутро и се враќате за втора рунда. Битие 19 стих 17 и 26. А кога ги изведоа надвор, еден од нив рече: спасувај ја душата своја, не гледај назад и не запирај никаде по патот. Но жената на Лот погледна назад и се претвори во солен столб. Може да кажеме дека нејзиниот кладенец беше бетониран. Знаете, Божјата река може да тече во твојот живот само ако се движиш напред. Ако требаше да гледаме назад, тогаш ќе имавме очи назад на нашата глава, а немаме. Ајде, учите се напред на главата, бидејќи треба да гледате право напред, не десно, не лево, а посебно не позади вас. Да, ајде. Таа погледна назад, бидејќи не сакаше да остави некои од работите што ги имаше во тој живот. На крајот на оваа сесија ние ќе дадеме на луѓето можност да го примат Христос како нивни спасител. И слушнете ме. Не бидете загрижени за работите кои можеби треба да ги оставите за да служите на Исус. О, па јас имам премногу забава. Не, немаш. Ти ниту не знаеш. Може би знаеш што е забава, но не знаеш што е радост. И не знаеш. Не знаеш што значи да си легнеш навечер и да имаш целосен мир. Ти не знаеш што значи дека не мора да бидеш исплашен од смрт, но ти всушност одиш кон тоа. Амин. Ти може би мислиш дека си среќна, но не си. И немаш ништо со што да го споредиш тоа, се додека на вистина не го отвориш твоето срце кон Христос и да дозволиш тој да влезе во него. Нема ништо подобро од чистењето однатре. Можеш да влезеш во када, под туш, да измиеш калта од твоето тело, но само крвта на Христос може да измие нечистотијата од твојата душа. Амин. Слава на Бог, Исус умре за нас. Треба да одите напред. Следниот камен за кој што ќе зборуваме е омраза, злоба, лутина, љубомора и завист. Ајде да видиме. Љубомора и завист, омраза, малтретирање на други, лутина. Луѓе, ние ќе бидеме во неволја овде. Браќата на Јосиф го фрлиле во еден празен бунар кој немал вода. Битие 37 стих 23-24. Кога Јосиф дојде кај своите браќа, тие му ја соблекоа облеката, шарената облека што ја имаше на себе, за која беа љубоморни бидејќи беше специјална наметка што неговиот татко му ја направи. Тој беше бебето на фамилијата и беше умилен. Вие знаете, тоа се уште го има денес. Браќи и сестри се љубоморни на бебето од фамилијата. Ја знам, ние го имавме и тоа во нашата фамилија.
А тоа е како, добро, па тој добива се што сака. Сега тие се паметни. Кога сакаат нешто, тие го праќаат него да праша за тоа. Тој е моето бебе. Тој е 40 години, 1,90 м. Тој се уште може да ја подигне мајка си и да ме носи наоколу. Знаете, едноставно, не значи дека едно од вашите деца го сакате повеќе од другите, но вашето бебе е едноставно ваше бебе. Дали некој родител знае за што зборува? Тие го фатија и го фрлија во јама. Јамата беше празна. Тоа е кладенец. Немаше вода во неа. Знаете, можам да си замислам кога тие отидоа дома и кажаа на татко им Јосиф дека Јосиф е убиен од диви зверови и кога ја видоа жалта на нивниот татко и колку многу го повредија. Јас не мислам дека таноките тие спиеле многу добро кога ќе помислеле што направиле од љубомора и омраза бидејќи Јосиф беше бебето и неговиот татко го милуваше малку повеќе, а тој имаше и сон. Знаете, некогаш луѓето те мразат ако имаш сон. Има, всушност, луѓе кои не сакаат ти да постигнеш нешто подобро. Тие стануваат љубоморни ако ти мислиш дека можеш да направиш нешто подобро. Тие не сакаат да направат ништо во нивниот живот, а стануваат гневни ако ти сакаш да направиш нешто со твојот. Јас имав сон, откако Бог ми зборуваше за службата, и скоро ги изгубив сите пријатели што ги имав. Луѓето не се секогаш спремни да сонуваат со тебе. Тие веројатно имаат ноќни мори, вина, страв да не бидат фатени, ужас, жалење и многу други негативни емоции. Нивното дело со фрлањето на Јосиф во исушен кладенец ги претвори нив во исушени кладенци. Ми се допаѓа тоа. Библијата вели во Дела 7:9, бидејќи патријарсите беа љубоморни на Јосиф, тие го продадоа како роб во Египет, но Бог беше со него. Но Бог, видите, ако сте покорни на Бог, без разлика што ви направил некој друг, ако Бог е со тебе, кој може да биде против тебе и да направи некаква разлика? Ништо не е позабавно од тоа кога Бог ќе те подигне среде твоите непријатели, а тие морат да стојат и да гледат. Ајде, ти не мора да се обидуваш да им вратиш, моли се за нив, благословувај ги и остави Бог да биде Бог. Тие се обидоа да направат роб од Јосиф, но нивниот грев ги држеше нив заробени. Еремија 2:13 вели нешто што навистина ми се допаѓа. Вели, мојот народ изврши две зла или два грева. Број 1, тие ме заборавија мене, изворот на жива вода. И број 2, тие си ископаа за себе си кладенци кои немаат вода во нив. Дали никогаш сте копале кладенци? Тоа отиде над вашите глави. Во ред. Вие сте жедни, суви, вашиот живот не течи. Па велите, јас знам што ќе направам. И ти одиш и го копаш твојот собствен кладенец. Работиш на нешто, работиш на тоа како, например, можеби се обидуваш да се искачиш на скалата на успех, а потоа стигнуваш до врвот и сваќаш дека твоето скалило се потпире на погрешна зграда. Така ти можеш да го копаш твојот кладенец, да го копаш и копаш, но се уште нема во него она што сакаш ти. Само Бог може да ти го даде она што навистина го сакаш. Ајде, некои од вас, сами дами, вие мислите, само ако можев да бидам во брак. Го молите Бог 24 часа дневно да ви даде сопруг. А потоа има неколку дами овде кои добиле и би сакале ако можат да ви го дадат.
Ух, само ако можев да имам деца. Јас сакам деца, Боже. Дај ми деца. Сакам деца. Благослови ја мојата утроба, Господе. Јас сакам да имам деца. А после 15 години вие сте како: о, Боже. Кога ќе заминат овие деца?